Ако излеземе 300.000 луѓе, излеговме на 27 април. Чекам се, ако излеземе 300.000 луѓе да протестираме за луѓето од 27 април да не бидат гонети по дело тероризам, немаше да бидат гонети, затоа што и власта секогаш се плаши повеќе од народот, отколку народот од власта. Само треба тоа да го научи народот, дека власта секогаш повеќе се плаши од нив. За живот. Да. Така, истите луѓе се. Да. Од 90 до 2024 се истите луѓе. И ти упорно гласаш за истите луѓе. Упорно. Што треба да ми каже телевизијата? Ништо нема да видам на телевизијата. Знам тој каков е, знам овој каков е. Јас треба по себе да видам, по себе да почувствувам дали овој добар не е и да претпоставам дали оној другиот е тоа што го збори го лаже или не го лаже. Ако ја немам доволно аналитичка моќ да видам што се кажува на телевизија, онда другар, извини, ама ти си кој народ у светот имаме доволно аналитичка моќ? Кој народ? Кој народ? Српскиот народ. Например, унгарскиот народ. Например, американскиот народ. Ама Вучичи и Орбан да немаат таа пропаганда која што имаат под своја контрола, никош нема да бидат толку години на власт. Да. Па сега ние работиме медиум, ние сме различни, ние пробуваме да влијаеме на народот позитивно за да не ги Па јас пробувам да го едуцирам и да не ги донесу истите заклучоци 30 години. Добро. И гледаш дека ги носи. И сега тоа е да има повеќе колеги као нас, као Фуркан, као медиуми кои што се сериозни и навистина се непристрасни, ќе ги носат луѓето верувај вистинските одлуки. Не можеш, како можеш да се надпреваруваш со 10 телевизии кои што 24/7 ја трубат истата пропаганда. Милош, дозволи ми малце. Ајде. Ако медиуми се доволни да сменат и да предизвикаат психоза и да сменат тоа што ти го чувствуваш. Значи, ако дома ти е неубаво, они да ти викаат дека ти е убаво, или ако ти е убаво да ти викаат дека ти е неубаво и тебе стварно да ти биде неубаво, тоа што ти другар. Ти си подводлив. Подводлив си. Крај на приказката. Кој народ у светов не бил подводлив? Ти кажа. Знаеш дека у Германија имаат победено тие што не треба ги избориме у подкастот. Ајде, молам, пушти ги видеа од Максим. Добро. Да, пушти Максим. Правени предисториска одлука. А тоа е референдумот. На оваа генерација на луѓе и падна тежината на таа одлука. Ова не е одлука за Максим, за Заев или Христијан кој што молчи. Ова е одлука на вас, за вашите и нашите деца. Убеден сум дека на 30 овде ќе ја славиме победата на граѓаните на референдумот. Излези за Европска Македонија. Излези за Европска Македонија, овој бил за Северна, бе. Да. Добро видовте и слушнавте. Мисля, ние се сеќаваме. Обичниот народ веројатно не се сеќава. Или мислат... Еве, не на 2667 е 100% управо. У 6 сат најавуваат промена во пресметка на даноци, у 6 сат најавуваат промена на пресметка на даноци, у 8:30 запалена кола пред министерство. Каде? Пред влада. Во Атина. Каде? У Атина? У Атина. Добро. И се промени пресметката да Да, се промени, не ја донесоа. У Франција ја запалија цела Франција жолтите елеци, па ништо не се смени. У Франција го Макрон тера втор мандат. Веројатно тие жолтите елеци биле од вкупниот број на граѓани малцинство. И се променија многу работи. Не се промени на начин на кој што бараа жолтите елеци, но се променија во таа насока, но не 100% исто. Не знам, ја знам дека 10 Пуштете ова на насловната страна. Ја знам дека 10 национални телевизии кои што му дава апсолутна поддршка на СДСМ у првите 4-5 години од нивниот мандат, што и да направат, последните 2 години од мандатот на СДСМ ја сменија песната
и му дадоа целосна подршка на ВМРО ДПМН. Добро бе, ама јас сега ти зборам за И они го прикажаа ВМРО ДПМН као решение на проблемите све на тоа граѓаните. окей, Милош. Да. Јас мене прашањето ми е друго. Прашањето ми е од преска го прашувам човекот. Кој од тие 1198 проекти за кој гласаше? Тоа е прашањето. Зашто ти си Па гласал? не знаат. Па значи, значи граѓаните не знаат што Ама јас ти кажав зашто не знаат, бе, мечка. Ти знаеш да оперираш човек? Не знаеш. Хирургот знае да оперира човек. Ја и ти сме новинари и наше да ги научиме граѓаните, да им пренесеме тоа што го знаеме. Тоа што колегите не го прават, тоа е нивна вина. На народот. Тие што не следат. Истражување на вако? Да. Европско истражување, да ти кажам. Кој се учи, кој не? Кој се учи, кој не? Вистински патриоти ќе го поддржат референдумот, кажа Димитриевски, е ти наслов. Максим Димитриевски за референдумот. Поздрав ти. Знаат што сакаат? Абе јас ти кажа дека не знаат, ама ти најдов објаснување зашто не знаат. И не име ни должност да знаат. Знаеш што е должност на една сериозна држава? Да нема вакви политички преваранти кои што 30 години се протнуваат у системот. Тоа е должноста. Значи ние имаме недостаток на сериозен државен апарат кој што може да не заштити од доаѓање на луѓе на власт као сите овие изминати 30 години што дошле. Ние немаме служби. Така е, Филип Доневски на тоа мислев. Ние немаме ништо. Ти треба да имаш заштитен механизам, не може да дојде еден човек на власт и да пропадне цела држава. Во демократија заштитен механизам во демократија ти се избори и демонстрации. Не. Во обвинителство ти е. Значи тоа ти е во државен систем, во било кој. Јас зборам во демократија. Ама ништо тоа не кога функционираше. системот не функционира, во демократија избори и демонстрации. Сега ти кажам една работа. Дали огромно мнозинство на луѓето не се согласува со делото тероризам за луѓето од 27, забранители од 27? Да. Значи 80% не согласуваат, така? Да. Дали логичен одговор, ако не се согласуваш со некоја одлука на државата или судот во ситуацијата, логичен одговор би било масовни демонстрации за да се спречи носењето на таа одлука, или логичен одговор е да се исплашиш и да седиш дома, за да не те соберете. Што е пологично? Па ако имаш систем во кој што не функционира... Не, што е пологично? Ти ти кажам, остаме да се докажам. Ако имаш систем кој што функционира, логично би било да излезеш и да се осуди тој... Кој систем? Чекаме се, остаме да се докажам. Кој систем? Се јас зборам за народ. Остаме се докажам. Ако имаш систем правен кој што функционира, обвинител кој што треба и судија кој што треба, првин тоа нема да се случи. Второ, ако те се исклучоци, обвинител и судија кој што суди за такво дело и обвинува за такво дело, тој обвинител и судија ќе биде избркан од судски совет, од надлежни, значи инстанции над нив и тој случај нема да помине. Последен случај би било искористување на правото за протест. И тоа ние организиравме еден протест уставобранителите и излезе народ. Дали излезе доволен број, не знам дали излезе. Ама не можеш да го обвиниш народот за тоа што живееме у држава која што системот не функционира. Политичарите се виновни за тоа. Ти извини, молим те, го браниш народот од мене у ситуацијава? Не. Не? Затоа што не мислам дека ни еден народ никаде сгрешил. Грешиле тие што... Ај сега се слушај. Тоа е мој ти принцип. Ти све што кажа е у суштина, како да ти кажам. Што не е точно? Сублимат на тоа што ти го кажав на крај. Значи сега ти ако имало ова, констатирано е дека нема јавно обвинителски систем кој што е добар, констатирано е дека нема правосуден систем, судски систем како што треба, констатирано е дека под сомнителни услови се водеше целата постапка за 27 април, констатирано е дека е нефер односот кон луѓето бранители од 27 април, констатирано е дека делото тероризам е претешко дело, тоа све е констатирано. Да. Тоа не треба ако имало. Да. Све е констатирано. Тоа што право тој народ се плаши. Чекај, и целиот сублимат е дека ако се прави ваква ситуација со која што не се согласуваме 80% од луѓето, логичен исход би било масовно излевање на гнев на улица за да се спречи системот да се злоупотреби за да се осудат луѓе. Не се случи тоа, се случи
Си исплашија, сите по дома, ќути си, Со трај си. право, ако немаш систем Не е кој со што ќе те право. заштити. Ако Како не? излеземе 300.000 луѓе, Па излеговме на 27 април. Чекам малце, ако излеземе 300.000 луѓе да протестираме за луѓето од 27 април да не бидат гонети по дело тероризам, немаше да бидат гонети, затоа што и власта секогаш се плаши повеќе од народот, отколку народот од власта. Само треба тоа да го научи народот, дека власта секогаш повеќе се плаши од нив, од народот. Кога ќе излезат 300.000 луѓе, брат, тоа ти е, како ти кажам, губиш. И немаше да се доведеме у ситуација во која што луѓето ќе беа обвинети за тероризам. И за безброј такви одлуки. За безброј такви одлуки поминале ќутенката. Мечка, овој народ 3 пати влегол у собрание, тоа сум го И спорил шо? 100 пати ова студио. Првиот пат, вториот пат влегоа крадеа столици, третиот пат Не. влегоа и Овој народ 3 пати влегол у собрание, овој народ протестирал и протестирал и протестирал. Овој народ никој не го есапи. Зашто не го есапи? па не тема да те есапи, доаѓаш пред да влезеш у влада, Добро. пред лани, преклани, кога беше пред да влеземе у влада, вика свирчето, тргај се од таму, идеме пред собрание. И нема да те есапи. Кога тие што го предводат и организираат протестот се договорени со тој што е внатре во владата, се договорени, брат, да извади ги овие, нека се издуваат до за да тоа помине дојдовме, процесот. значи. Па До тоа значи дојдовме. народот не излага да демонстрира, Не, излагаат не. партиите Народот по команда. излегува- не. Зашо не излегува за, нели беше многу скандалозно тоа со онкологија, ти реков ми рече. Зошто не излезе народ? Затоа што имаше циркуларна порака, немој да сте излегли на протести. ВМРО да не ги успрагеше тоа, демек на левица ќе се дадело протест, ќе се дадело поени. И ти ако си слободен у духот, ако си слободен у главата, ако имаш твое убедување, не може мене никој од партија да ми пише, ќе излезам не излагам. Врати се Излагам и готово. врати се 903-та, бе, колку луѓе знаеш од 903-та? Што можеш да им ги кажеш имињата? Сите биле Гоце Делчев, сите биле водачи на овој народ. Имало луѓе кои што слушале, имало луѓе кои што воделе. Секојаш е тоа така. Значи, ние имаме проблем со политичките елити. Измамата ја прават, нека ми извинат нашите колеги новинари и нашите колеги од медиумскиот простор. Затоа што, као соломонско решение, продаваат рециклиран производ. И тоа го прават 30 години И за народот нивна тоа не личен го гледа. Сега, тоа е мечка, сега не... А, Ти кажав, хирургот знае да оперира, ја и ти знаеме политика, И затоа народот што тоа тоа не го го гледа. работиме 24/7. И народот тоа Па не гледа. го гледа очигледно. Аха. Гледаш дека го Кој е повторува крив? истото. Која прави грешката? Политичката елита. Ако ти добро, политичката елита. Абе, народот има еден ден у годината Како да беше одлучува. американската fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Народот... Еден Ајде. ден одлучува, така? Да, еден ден одлучува. Ама претходните години шо додека да одлучи што гледа? Не гледа, не чувствува што е добро, што е лошо. Ама каде, ја тоа го поставувам еве као прашање. Каде у свет одлучува и реално ги гледа работите? Каде, еве, кажи ми еден пример, каде што народот во светот реално се прашува. У Америка се прашува народот. У Грција. Абе, кај се прашува у Грција? У Грција протестира, ја донесоа Сириза, им ги намалија пензиите, им Сириза? изгладија. Која држава освен во Македонија за прашања кои што се однесуваат како за нас, за држава, за народ, Добро. па тоа државите ги палат. Не е така. Не е така, еве Америка дава милиарди Украина, американскиот народ е против тоа. Кој го прашува Америка? Па милиарди негови пари Што е засегнат? Него- Со тие милиарди... Тоа е иднината на државата. Чекај. Тоа е целата моќ на држава. Дали мислиш ти дека американците се глупи? Ајде. Мислиш дека се глупи? Да. Они даваат 60 милиарди денеска, Добро. демек даваат за Украина. Украина треба 36 милиарди да иде да го купи оружјето што е сурплус у Америка. Америка нивното ѓубре ќе го извезе у Украина за пари, а војната индустрија на Америка ќе работи за да ги обнови залихите на американската армија. Они со 60 милиарди ќе ги свртат, ќе направат 600 милиарди. Како идат тие пари? Кај војната индустрија у Америка, во Да. која што работат, Не- патем кажано 60 милиони луѓе. Колку и работа? 60 милиони Не е луѓе. точно дека работат 60 милиони луѓе. И пак парите се Не враќаат враќа, во Америка. Не функционира тоа така, мечко. А, Знаеш да, дека да. парите поише вредат денеска него утре. Најголемиот проблем кој што го има Америка е со воено-индустријскиот комплекс. Добро. Ние не сме исклучок.
Ние само имаме недостаток у Македонија на сериозна политичка понуда. Имаме недостаток на систем кој што треба да заштити граѓанинот, дури и да погреши со гласање, да утре не биде катаклизма, како што е у Македонија.